тематика спаѓа во библиското пророштво. Луѓето пресметале дека околу 30% од Светото писмо е библиско пророштво. Според тоа значи дека е важно и треба да се проучува. Некои се љубители на пророштвото, повеќе го проповедат, некои помалку, некои се сомневаат. Вика, што има корис од тоа, да знаеме што ќе биде. Но Светото писмо во 1 Јованова 3 глава вика вака: мили мои, сега сме деца Божји, но уште не се откри што ќе бидеме. Но знаеме дека кога тој ќе се појави, ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков како што е. И секој што има ова надеж во него, се исчистува самиот така како што е тој чист. За каква чистота се работи овде? За чистота од гревот. Бог сака да бидеме без грев, да бидеме чисти. Друга корист, помала веројатноста дека нема да бидеме изоставени при така нареченото грабање. Ќе го дефинираме тоа. Во врска со библиското пророштво, апостолот Петар вели дека, ќе парафразирам, во 2 Петрова, 1 глава, пророците и апостолите зборували инспирирани од Божиот дух. Значи, Светото писмо опишувале луѓе, но тие инспирација добиле од Светиот дух, од Бога лично, директно. Значи, они послужиле како инструментно, свесен инструмент, не слепо како магнетофон, него како свесни луѓе. Пророштвото не е човечка порака. Светите Божји луѓе зборувале гонети од Светиот дух. Познавањето на пророштвото, особено за второто Христово доаѓање, дава поттик за посветен христијански живот. Толкувањето на пророштвото не е лесно, бидејќи пророштвата се растурени низ разни места во Светото писмо и со нивно проучување треба да се состави јасна слика. Но со тек на времето, како времето поминува и настаните во светот, многу пророштва стануваат многу појасни. Значи има пророштва кои се оствариле, има пророштва кои треба допрва да се остварат. Например, евреите го очекуваа Месија, кој им беше обеќан уште преку Мојсија. И во благословот на нивниот прататко Јаков беше речено дека ќе дојди така наречен Шило, спасител. Но он дојде и тие не го препознаа. Тие очекуваа цар Месија, а он дојде како спасител. Има еден друг пример интересен. Да. Патот во Емаус. Ако читате во Лука 24 глава, има еден случај кога Господ Исус Христос беше распнат и погина на крстот и беше закопан, по 3 дена воскресна. Учениците негови се уште не знае смислата на овие настани. Просто плачеа разочарани, нивниот цар и Месија и пророк загина и така почнаа да одат по своја приватна работа. Така двајца ученици одеа во селото Емаус, но Исус ги сретна нив, али тие не го препознаа кој е. И ги тешеше со тумачење на пророштвата. А на крајот, кога седнаа да јадат заедно и прекрши леп, тој исчезна пред нивните очи. А после оние рекоа, срцето наше гореше кога ги толкуваше пророштвата. Првите христијани кои биле евангелизирани од апостолите користеле пророштва, затоа што им докажувале на луѓето, тој Исус од Назарет вака направи, така направи, ова се оствари, што е пишано во тој псалм, што е пишано ваму, што е пишано таму, и така ги убедува луѓето дека Исус Христос е Месијата. Некој поверува, а некој не. Верните христијани би требало да се добро упатени во пророштвото. Во прва Солуњаните се вели вака: но вие, браќа, не сте во темнина, та денот да ве затече како крадец, зашто вие сте синови на светлината и синови на денот. Значи, постои некој ден кој ќе дојде изненадно како крадец, може да не оштети многу, ако не го пречекаме.
Интересно е и следното. При евангелизацијата апостолите, заедно со објаснувањето дека во Христа имаме опрастување на гревовите, вечен живот, проповедале дека скоро ќе дојде Исус Христос. Тоа можда нас ни се чини чудно, бидејќи еве Исус Христос 2000 години го нема. Он вети дека ќе дојде, ама го нема. Но тие поверувале. Самиот апостол Павле, кој напишал најголем дел од Новиот Завет, од посланијата, верувал во тоа. Интересно е, тоа се огледа и од овие посланија што ги прочитавме до Солуњаните. И дури настанал кај нив еден проблем. После известно време некои членови на црквата умреле, а нивните блиски се возбудиле, рекле, што се случи сега, овие умреа, ние ќе го дочекаме Христос, тие нема да го дочекаат. И биле разочарани. Тогаш Павле, кој се наоѓал во Коринт, исто на духовна служба да проповеда, го пратил Тимотеј да извиди и он му кажал што се случи, и он го напишал ова посланието, првото послание до Солуњаните, во кое вика дека не се секирајте вие, и оние што почина, и вие, кој ќе дојде моментот, сите ќе бидете земени, грабнати. И кажува дека Христос ќе дојде на облаците, не на земјата, он доаѓа за црквата. Значи црквата, множеството на верни христијани, на новородени, тие ќе бидат грабнати. Тој израз грабнати можда малце грубо звучи, ајде да кажеме вознесени, затоа што велиме Исус Христос кога пострада, после 40 дена се вознесе на небото. Тоа е празникот Спасов ден. Така исто и верните треба да се вознесат. Значи, голема привилегија. Голема привилегија оди секојаш со голема одговорност. Интересно од мојата биографија, јас пред многу години бев во Минхен, во Германија, и таму имаше мисионери од Југославија, христијани, кои делуваа меѓу работниците кои работеа во Германија и меѓу други луѓе кои се службено таму и така натаму. Јас отпрво дознав за Господ преку верни студенти во факултетот кај што бев, и тие ме поврзаа со овие двајца мисионери. Едниот од нив беше мои години, тогаш ја бев млад и тој беше млад, имаше млада жена и едно дете веќе родија, и тогаш му се родише едно дете. А јас тогаш туку што обратен, полн со ентузијазам, викам, па зарем време е сега да се раѓаат деца? Па Господ Исус ќе дојде. И тие се погледнаа и се разсмеа. И да ви кажам нешто многу интересно, пред неколку години, тој човек сега е мои години. Него му се родиле повеќе деца. Децата се родиле внуци, од внуци се родили правнуци. Беше сликан со сите своји внуци, правнуци, снаи, зетовци. Верувајте ми како ова црква да беше. Како еден клас гимназија, например. Замислите, 30 на 35 души можда беа. Неверојатно нешто, неверојатен благослов. Ете, тоа се случува. Значи, Господ кога дава, денеска помина веќе 2000 години и Христос уште не дошол. Многу христијани се задремани или се цврсто заспани. Но, ние сме привилегирана генерација. Генерација која го виде основањето на израелската држава на 14. мај 1948 година. Овој факт е многу важен за ова тема сега што говориме, ќе видиме понатаму. Историјата на црквата ќе дадеме 3 работи. Во време на цар Константин, христијанската црква од прогонета организација станала државна религија. Во тоа време се победила ариевската ерес дека Христос не е Бог. Денес такви се јеховините сведоци, муслиманите и мормоните. Во време на реформацијата се открила науката за оправдување преку вера и се победила заблудата дека спасението може да се заработи преку дела. А науката за второто Христово доаѓање, макар да она постоела,
но официјално се разјаснила во 19. век. За вистинскиот христијанин нема ништо помило од што да го види оној во кого верува. Ако твојот одговор е да, ти си вистински христијанин. Ако е не, не си спремен да го дочекаш. Во Тит, 2 глава, апостол Павле му пишува на Тит, мисионерот, очекувајќи ја блажената надеж и јавување на славата на нашиот велик Бог и Спасител Исус Христос. Значи, според овој стих и мислење на апостол Павле, Христовото враќање за верните е и би требало да биде блажена надеж или блажена наука. Блажено е нешто што е многу пожелно, прекрасно, крајно радосно. Значи, овие два пасуса што ги прочитаме скоро се идентични, има некои мали разлики. Во Коринтијаните кажува дека во моментот на вознесување, ние кои секако ќе има една генерација која ќе биде жива во тој момент. Значи, ќе има една генерација која нема да вкуси смрт. Тоа е многу необично, луѓето обично и не знаат за тоа. Затоа што оние кои умреле како христијани, тие ќе бидат воскреснати. А оние кои се затечат живи, ќе бидат грабнати, а истовремено изменети со ново тело. Ново тело кое е способно за живот на третото небо. Ова тело што го имаме е смртно тело. Апостол Павле го споредува со шатор. Имаме шатор кај што може да преноќиме кратко време, може би 10 дена, 15. Тој се користи во војска, сега се овде, после се на друго место, планинарите користат шатор, но има и цврста градба, куќа. Пожелна е затоа што таму трајно може да се живее. Значи, Господ ќе ни даде трајна куќа, ново тело. Грабањето, еве на македонски или вознесение, вака малце по црковно, на грчки харпацо се вика, харпацо, на латински раптуро. И од тука доаѓа англискиот збор рапча. Така, на германски па се кажува ентрукунг. Тоа значи некому нешто да му грабниш наеднаш. Или од место да го грабниш. Како што Христос се вознесе, и ние треба да се вознесеме. Но дали сме спремни? Дали сме достојни? Бог знае. Значи, тој е еден необичен, чуден, фантастичен, неверојатен настан. Во текстот што читаме вика да е тајна. Во моментот кога го Павле кажа, тој бил тајна. Сега не е тајна, ама сепак е тајна, затоа што никој не се интересира за него. Само верните христијани се интересираат. Ние се фалиме, спасени сме. Што значи тоа? Што е спасено? Спасена е нашата душа, но телото не е спасено. Ние сме подложни на болести и на смрт. Но и тоа треба да се спаси, да се откупи. Биејќи теолошкиот израз е душата е откупена со смртта на Исус Христос, неговата жртва, откупна жртва. А така и телото ќе биде откупено. Значи не моментално кога поверуваме, него покасно, кога Господ ќе сака, кога ќе настане грабањето. Добро, јас кажав дека споредив со шатор, тоа Павле го споредува. Во Римјани 8:23 вика, чекаме откуп на нашето тело. Душата е веќе откупена. Библијата има правилен и правилно објаснување на суштината на човекот, дека човекот има душа и тело. Науката нема правилен став. Медицината нема правилен став. Тие не знаат што се случува, дали човекот има душа или не. Не може да ја докажат. Значи, може да се радуваме и гордееме што Библијата не учи на една вистина. Смртта е одвојување на душата од телото. Каде оди душата, каде оди телото? Телото оди под земја, ние тоа го знаеме, или го горат.
Смртта не е заспивање, но символички во Новиот Завет се користи зборот заспа. Например, Исус Христос рече за Лазар заспа. Ајде да одиме да го видиме. Некои лошо го интерпретираат тоа, например, адвентистите сметаат дека човекот спие кога умре. Човекот не спие. Например, 16 глава во Лука за богаташот, тој штом беше умрен, веднаш се најде во подземјето, во Шеолот. Душата на верните луѓе оди во рајот. После Христовото воскресение, душата на верните оди право во рајот. А душата на неверните оди во некоја просторија во подземјето, така е преведено, на еврејски Шеол. Во Стариот Завет се зборува дека луѓето одат во Шеолот. Наш превод пеколот. На грчки Хадес, во Адот. Тоа истото значи. Тоа вака да си представите една споредба, например, некој ако направи некој кривично дело, додека судијата да го осуди, ќе го стават во шутка. Тој пекол е шутка, фактички. Ако ќе се направи извршна пресуда, го преместуват во Идризово. Тоа е после конечниот суд. Душите на неспасените ќе одат во Идризово. Страф ми е да го кажам, во Огненото езеро. Но верите луѓе не би требало да се плашат од смртта. Ќе се видиме таму. Да не жалиме како оние што немаат надеж, вели апостол Павле. Да не жалиме како оние што немаат надеж. Интересно е, например, дека, мислам дека овој цитат, дали од Коринтијаните, беше скоро секогаш на гробишта, кога се закопува некој православен, попот го пее ова место. Ама кој гледа кои зборови се употребуваат? Скоро никој, особено ако пее на старословенски, тие мислат дека дејствието е во самото пеење, во мелодијата, а не е во зборовите. Значи, како што видовме од овие цитати, ние за секојаш ќе бидеме со Господ, ако сме Негови, ако бидеме грабнати. А мртвите кои биле верни, и ако се мртви, ги чека истото, дури имат и мала предност. Иако тој процес ќе биде толку брз што е како око кога трепне, први ќе го сретнат Господ, а средбата ќе се оствари на облаци, нема на земјата да биде, нема да биде јавен настан, ќе биде чуден, необичен, фантастичен настан. Луѓето ќе го приметат. Интересно е што во Америка има пред 10-20 години некој напишал книга за грабањето, во неколку тома, и заработил многу пари, се разбира, и се снимили филм. Нити сум ја читал книгата, нити сум гледал филмот, но го обработиле ова на некој уметнички начин. Се разбира, не снимале што има горе на третото небо, туку што се случило тука меѓу оние кои биле оставени, како земачеле или се каеле и така натаму. Сега ми текна уште нешто. Овде сме релативно млада црква, млади членови имаат малечки деца. Не се плашите за вашите деца. Теолозите викаат дека децата до одредена возраст, ја не знам која е таа возраст, Господ ќе ги грабне и нив. Кога ќе биде грабањето, многу деца ќе исчезнат. Секој возрастен нека се грижи за себе пред се. Поединачни воскресенија имало, во Светото писмо се опишани, некои биле славни, некои обични. Например, Енох во предпотопната цивилизација бил грабнат и не можел да се најде каде. Сега дали бил во славно тело, вечно тело или обично, не знам. Во секој случај, за да бидеш на третото небо, треба да имаш посебно тело. Значи, како што реков, ова наше тело како шатор
не е многу способно. Според Библијата има 3 неба. Прво небо, второ и трето небо. Прво небо е атмосферското небо, во кој летат птици, авиони, па дури и за тоа небо ние не сме способни. Треба да имаме или падобранец, или параглайдер, или едрилица, или авион. А да не зборуваме па за она второ небо, космичкото небо, луѓето се обидуваат да го освојат космосот и бидејќи ова тело не е способно за таму, му прават на човекот разни облеки, залихи на гасови за дишење, храна и така натаму и така натаму. А за третото небо, телото мора да биде онакво како што вели апостол Павле, славно. А какво беше Христовото тело? Тој се појавуваше во собата изненадно и изненадно исчезнуваше. А сепак можеше да јаде заедно со учениците, со апостолите. Во врска со смртта има и лажни науки, така, например, паганска наука за реинкарнација. Ние тоа не го веруваме и тоа не е вистина. Дјаволот ја мрази науката за второто Христово доаѓање, тоа значи негов пораз, а за нас тоа е извор на духовна сила, тоа не тера да водиме свет живот. Некој може би мисли дека само овие цитати се за грабањето. Меѓутоа има повеќе, само не се така јасни и директни како овие што ги прочитавме на почетокот. Например, во Јован 14 глава, Евангелие по Јован, од 1 до 3 стих, и тоа е пророштво. Исус Христос вика да не се вознемирува вашето срце. Во домот на мојот отец има многу станови за живење. Денеска многу станови се градат во Скопје. Луѓето што немаат стан, мечтаат да добијат стан. Некои преводи викаат многу места за живење. Значи, во домот на неговиот татко, Исус Христос, има многу места. Одам да ви приготвам место. Еве, 2000 години он приготвува место. Сигурно изградил многу убави домови, односно нашите нови тела. Пак ќе дојдам, ќе ве земам кај себе за да бидете и вие таму каде што сум ја. Па и ова е пророштво за грабањето. Грабања кои се случиле порано, Енох од предпотопната цивилизација, пророкот Илија бил грабнат. Се случило еден многу интересен настан во Дела апостолски 8 глава, евангелизаторот Филип. Тој Филип бил еден од џаконите, 70 кои биле избрани да сведочат и да помагаат во првата црква. Тој во една прилика, Дела 8 глава, посведочил на еден етиопјанин кој бил во Ерусалим на празникот и читал од пророкот Исаија, али не разбирал. И Филип се приближил и му го објаснил местото. А тој, воодушевен од науката за Христос, за верувањето во него како Месија, вика, што ми пречи да се крстам? Еве овде има вода. Ја запреа колата, вика, и го крсти. И што ми излезе од водата? Филип, вика, Светиот Дух го грабна и го однесе во друг град. А евнухот кој бил од Етиопија, тој вика, радосен си го проложи патот. Не рекол што е ова глупост, него видел дека е тоа прст Божи. Во третиот цитат, што не го прочитавме, 2 Солуњаните 2 глава, се дават дополнителни информации, од кои гледаме дека ова вознесување, или второ Христо доаѓање, да речеме, првото второ Христово доаѓање е земањето на црквата. Тоа за светот е, за овој свет ќе биде таен настан, чии последици ќе ги видат, но нема да знае што се случува. Али после доаѓањето видливо на земјата се спомнува овде, а сега ве молам, браќа, во однос на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Значи, Господ Исус Христос ќе дојде видливо за овој свет. Се мисли на доаѓање во сила и слава. И нашето собирање при Него. А собирање при Него тоа е грабањето.
Значи, второто Христово доаѓање може да се речеме во две фази. Едното е доаѓање за нас, а второто доаѓање со нас. Значи, кога ќе дојде Господ Исус Христос во сила и слава, да ги победи сите негови непријатели, да го воспостави своето царство, така наречено 1000-годишно царство, буквално 1000-годишно царство. Има временска разлика меѓу овој настан, првиот и вториот 7 години. После 7 години од земањето доаѓа Христос со нас, значи ние заедно со Него доаѓаме. Со Христос на земјата победнички во сила и слава. Ова е опишано во Откровението 19 глава. Доаѓањето со нас е видливо, јавно и славно. Се разбира, оваа космичка инвазија нема да им биде добре дојдена на земјаните, оние што живеат на земјата. Тие начело со Антихрист ќе организираат отпор и борба. Тоа е така наречената Армагедонска битка, која се одвија во Израел. Дека ова е после 7 години разбирано од пророштвото на Данијел 9 глава, особено 27 стих, каде се кажува дека 70 седмици од години се одредени за израелскиот народ додека дојде Месијата. И евреите, ако го разбира ово пророштво, ќе можеше да точно да знаат дека Исус Христос беше нивниот Месија. Зашто со тоа пророштво се докажува дека Месијата ќе настрада на 6 април 32 година со наше осметање по Христа. Во тие 7 години црквата не е на земјата, туку на небото. На небото со Господ. А што се случува на небото со црквата? Се случува така наречениот Христов суд на црквата. Има за ова во Новиот Завет, во посланијата, сега тука цитат немам, се случува и свадбата на јагнето. Што е тој Христов суд на црквата? Ние доаѓаме тука, се собираме, некој многу се труди, некој духот свој го дава тука, пее, сведочи, Господ сето тоа го гледа. Секој труд за него ќе биде награден. Мене Христовиот суд ми се чини, или си го споредувам, како оние, кога заврши школската година, па ќе се соберат сите ученици од класот и кој многу се трудел ќе добие една книга за награда, кој малку се трудел само ќе биде пофален, а некој само едноставно ќе помине, а неколку и ќе повторуваат класот. Сега во последно време, како да има некоја демократија, скоро и никој не повторува, ама јас кога бев млад се повторуваш. Имаше луѓе повторувачи што неколку пати истиот клас го учеа. Меѓутоа тоа нека е шега, кај Господ нема повторување. Во тоа време, а после Христовиот суд на црквата, ќе биде свадбата на јагнето. Значи, обично после тие свечености се прави веселба. Каква е таа свадба на јагнето, не знам, не можам да ја објаснам. Во секој случај, свадбата е символ за нешто радосно. Во тие 7 години на земјата е сместена така наречена голема неволја или голема мака. Во Матеја 24 глава Исус Христос спомнува кога учениците го праша кога ќе биде крајот на овој свет, тој почна да им објаснува дека ќе има големи знаци на небото, на земјата, и ќе биде, вика, голема мака каква не било од создавањето на светот и нема ни да биде, вика, толку голема мака. Од тие години 7 ќе се појави антихристот кој има однос со евреите. Евреите, пошто не одат во грабањето, него после во големите маки ќе се покајат и ќе го прифатат Исус Христос. И тоа е наречено во Стариот Завет маката на Јаков. Интересно е Еремија 30 глава, од 7 стих натаму, вака вели:
30 глава би требало да си ја прочитате дома, еве. Леле, голем е оној ден, немало досега таков. Време е за маката на Јаков, но ќе се спаси од неа. Ова е само 7 стих. А понатаму има и други стихови, но немаме време да ги читаме. А големите маки фактички се опишани во Откровението. Таму има 3 судови. Судови на печатите, 7 печати, 7 судови, 7 труби, 7 судови, 7 чаши на Божиот гнев. Ќе загинат може би 2-3 милиарди луѓе. Толку ќе биде тешко на земјата тие години, ако остани со ова население. 1/3 сигурно ќе загинат. Но и евреите ќе бидат многу притиснати, 2/3 од израелците ќе загинат. Целата 30 глава на Еремија говори за ова. 1/3 од нив ќе се спасат, ќе плачат за оној што го прободува. Мислам дека во Захарија тоа вика. Евреите ќе го препознаат дека тој беше нивниот Месија и колективно ќе плачат. Таму кај ќе бидат скриени, кај ќе бидат не знаеме, али пишува во Откровението на символичен начин и земјата отвори устата своја да ги скрие од нивниот непријател. Ќе го прифатат својот Месија кој ќе ги спаси. Тоа ќе биде чудно колективно обраќање на овој остаток. Тоа е таа Армагедонска битка. Господ лично и небеските војски ќе се борат заедно со израелците и ќе го поразат сите нивни непријатели. Потоа Христос заедно со својата црква ќе воспостави своето 1000-годишно царство на земјата. Црквата ќе владее заедно со Христос. Што мислите, зошто ја мразат црквата? Вистинската црква зошто ја мразат? Точно заради ова. Јас бев во денови во едно така коментиравме со еден проповедник од Методистичка црква и му викам зошто го праша по Фејсбук, зошто православната црква не го признава 1000-годишното царство на земјата. Па он вика не е само православната црква. Па не го признават многу протестантски деноминации, вика. А зошто не го признават? Па мене тоа ми личи, знаете што, како царот Ирод, кога дозна дека се родил нов цар, мудреците од Исток дојдоа и му рекоа, каде е царот што се роди да го видиме? Добро рече, кажете ми кај, најдете го, па јас додам да му се поклонам. А тој сакаше да го убие. Па како може да има друг цар, освен Ирод, тој изгради толку украсни дворци околу храмот, па тој толку пари даде, толку славно царство. Смее ли некој друг цар да биде место Ирод? Смееше ли некој место Сталин да биде, да му каже дека тој научен систем на светот што напредни идеи сега ќе биде рај на земјата? Сега некој си Христос митолошки кој дали бил, дали не бил, се тој да владее. Ги закла многу таму свештеници, калуѓери низ Русија лом направи, ама кога дојде Хитлер нападна, се приближи до Москва, он преку радио рече: драги браќа и сестри, непријателот не напаѓа, мораме да се браниме. А порано, веројатно, викаше другари и другарки. Затоа што не ќе друг да владее. Можеш ли да му речиш на некои европски владетели: не чини вашето управување, па очите ќе ти ги извади. Значи, и многу протестантски вика, па добро, тоа пиши во Светото писмо, ама не треба да се свати буквално. Значи, не е само да го читаш Светото писмо, него како го толкуваш. Ако видиш дека некоја црква не го толкува како што треба, оди во друга црква кај што го толкуват како што треба. Се сеќавате ли на еден стих што вика: вака, добро слуго, добар и верен.
Во малку ми беше верено, над многу ќе те поставам. Еве влади на 10 градови. Значи, на некој ќе му даде да владее на 10 градови, на некој на 1 град, на некој на 3 градови. А зошто ова владење? Па нели за да владееш над градови треба на локални избори да излезеш. Значи, без да излезеш на локални избори ќе треба да владееш. Па затоа што после големите маки кои се воспоставиле Долговечно царство, пак ќе има народ, пак ќе се раѓаат луѓе, пак ќе се проповеда евангелието и ќе треба администрација. Али тоа се тешки теми, тоа и се за други некои проповеди, кои јас сум ги читал и се многу интересни. Сега, за нас, што е важно? Кога ќе се случи грабањето? Тоа прашање ги интересира сите вистински христијани. Грабањето ќе биде тајно, брзо, изненадно, умиг, дури да трепнеш. Но грабањето ќе биде и селективно. Нема сите да бидат грабнати. Во прва Солујаните 5 глава вика, како крадец во ноќно време. Тогаш не ќе имаш време да се спремиш. Треба да бидеш спремен секој момент. Ако треба да патуваш во Австралија, например, ти треба да ги спремиш куферите однапред. Ако некој ти рече, веднаш се утре тргнува авионот, немаш време да се спремиш. Значи, треба да бидеш спремен. Од 24 глава од Матеја, учениците го праша Христо за свршетокот на векот, тој рече, тој настан никој не го знае кога ќе се случи, а го знае само Отецот. Нема временски репер или знак кој треба претходно да се случи. За таков настан се вели дека е иманентен. Иманентен, значи, случај, како немаш репер да речеш ова треба прво да случи, па тоа ќе се случи. Може уште сега да се случи, уште денеска. А може по 2 години, не знам. Може да се случи додека си во црква, може би додека патуваш со автобус или во самопослуга купуваш или во кино гледаш филм. Едноставно одреден број луѓе ќе исчезнат. Тоа Господ го уредил со намера. Од нас се бара да бидеме будни и секогаш спремни за патување. Кога не знаеш кога ќе се случи некој важен настан, повеќе внимаваш. Например, ако ти речат тој ден треба да одиш кај царот на некоја аудиенција, па ти ќе внимаваш ако знаеш кој ден е, а ако не знаеш, ако секојаш внимаваш на себе, може би ќе бидеш спремен. Големите маки се опишани во Откровението од 4 до 19 глава. Тешко на луѓето кои остануваат на земјата. Во Откровението ти се наречени поземјани или земјаци, живеат на земјата. Тоа го рековме. Интересно што викаме од 4 до 19 глава. Четвртата глава Откровението започнува вака, со една реченица која всушност е пак прошта за грабањето, само со други зборови, вака вели. Во Откровението апостол Јован добива визија за она што ќе се случи покасно. И тој го тоа прераскажува за нас и вака вели. Потоа погледнав и видов, на небото имаше отворена врата, а преđешниот глас што го чув како труба, да зборува со мене, ми рече, дојди ваму горе и ќе ти покажам што ќе се случи по ова. Значи, овде имаме повик, глас, труба, сите три елементи. И овој пасус може да го сметаме за пророштво за грабањето. Бидејќи апостолот Јован, кој беше тој? Тој беше најмладиот апостол, ама беше миленик на Исус Христос. Тој често пати му лежеше на градите. И единствениот апостол што не пострада со маченичка смрт. Иако он беше во прогонство, прогонуван, но умре од природна смрт. Значи, еве, како да е представител на црквата, фактички. А за доаѓањето во сила и слава Откровение 1.7, 7 стих, вака вели, ене го доаѓа со облаците и ќе го види секој око,
дури оние кои го прободува, и сите земни племиња ќе се расплачат заради него. Ова пророштво се однесува на доаѓањето сила и слава. Според втора Солуњаните 2 се вели дека после овој настанува денот Господов, или Господ кога владее директно. Ова време ги опфаќа големите маки 1000-годишното царство. Павле ги упоменува Солуњаните да не веруваат дека големите маки веќе започнали, дека тие го пропуштили грабањето. Такви појави имало и во совремењето, кога почнала Првата и Втората светска војна. Имало голем страф во народот. Да не бидеме жртви на такви вести, денот и часот никој не го знае, но ние треба да живееме како секој ден може да биде. Затоа писмото вели стражете. Некои проповеда дека и верните ќе бидат на земјата во големите маки, но тоа не е точно и дека ќе го видат антихрист. Тоа не е во согласно со принципите со кои Бог го третира верниот народ во однос на гревот и казнувањето. Како Бог ги третира верните луѓе? Ако ја погледнеме целата Библија, го земе примерот на потопот, предпотопниот свет. Господ не го пушти водата и дождот, значи изворите земни и дождот од озгора, се додека не влегоа сите животни, Ное, сопругата негова, 3 сина и 3 снаи. Тогаш вика самиот Господ ја затвори вратата и повеќе никој не можеше да влезе. И тогаш пушти казната. Или случајот на Содома и Гомора, 19 глава од 1 Мојсиева. Содома и Гомора беа во големи гревови, слично како сега, а Лот беше праведниот Лот кој се измачуваше, сирот таму сакаше да живее богато и затоа таму остана. Неговиот роднина Аврам остана во планините и Господ не го пушти сулфурот и огнот од небото, се додека Лот и неговата сопруга и двете ќерки, ангелите здржајќи секој по еден човек за рака, не ги изведоа од Содома и после дојде казната. Тоа нека ни служи како една утеха. Иначе, уште сега, пред грабањето како еден знак, се работи на две, она што пише во втора Солуњаните, 2 глава, што ќе се случува на земјата, сега се припрема, ама не е довршено. Например, се припрема екуменска црква. Не само да ги обедини сите протестанти, него вакви, такви, него и сите религии, затоа што викат дека секоја религија вика водела до Бога, што ние знаеме дека не е точно. Тоа ќе биде, значи, таквата лажна црква се вика блудница. А на политичко ниво се одвива глобализација или нов светски поредок. Значи, сакаат еден човек да владее со светот, смета дека тоа ќе обезбеди мир и добар живот. Сега, кога ќе биде грабањето? Пак да вратиме на тоа прашање. Бидејќи се спомнува труба Божја, познато дека евреите имаат 7 празници, 4 пролетни празници и 3 есенски празници. Тие празници Бог преку Мојсија му ги даде на евреите, му ги објасни и тие до ден денеска ги празнуваат. Баш кога си имат и некои своји национални празници, тие не се битни. Битни за економијата на спасението се овие 7. Тие се случуваат во Израел, во Иерусалим и се однесуваат пред се на евреите. Меѓутоа, испаѓа дека и на црквата се однесуваат. Например, 4 празници се остварени и за црквата се важни. Например, Пасха, жртвувањето на животни во храмот,
Тоа е всушност Христовото распетие. И кога се празнуваше Пасха, Христос беше распнат. Безквасни лебови, Христовиот безгрешен живот. И тој во тие денови, кога тие јадеа безквасен леб, Христос лежеше во гробот. Празник на првите плодови, Христос воскресна. Потоа имате евреите Шавгот, или седмици, или 50-ница. 7 пати по 7 дена, 50-тиот ден е празник Шавгот. Меѓутоа, тоа е денот кога се изли Светиот Дух и се оформира црквата. А во есенските празници има празник на трубите, Јом Теруах, го викаат на еврејски, празникот Јом Кипур и празникот Сеници. Тие сите три празници всушност зборуваат за покајанието на евреите, нивното прифаќање на Месијата и воспоставување илјадогодишно царство на земјата. Празникот Сеници за илјадогодишно царство. Јом Кипур е времето кога ни се кајат, колективно се кајат, а Јом Теруах е трубење на труба. И затоа овие некои теолози сметаат грбањето ќе биде во тие есенските празници. А некои сметаат дека нема да биде. Сметаат дека таа Божја труба нема да биде слушната на земјата, туку а овие се човечки труби. И ден денеска, значи, евреите свират. Сакат сега да го направат нивниот трети храм, вториот храм римјаните го срушија, сега ќе се направи трети храм во кого ќе се појави антихристот и ќе се представи себе си за Бог. Значи, има некои разлики, значи, меѓу сваќањето на кога ќе биде грбањето. Значи, секојаш треба да имаме спремни. Иначе нема да имаме време за спремање. За денот и часот никој не знае, Отецот знае. Дека е ова со причина, еве, после 24 глава од Матеја, има па 25 глава. Во неја се зборува за споредбата со 10 девици. 10 девици кои чекаат младоженецот да дојде, тие се пријателки на невестата, и бидејќи младоженецот закасни, чекаат, и им се дремеше, 10 сите заспаа, меѓутоа 5 беа мудри, имаа многу масло, па своите светилници ги, кога се чу викот, еве го младоженецот доаѓа, тие си ги поправија светилките и им светна, а на другите светилките не им светеа, и кога побараа масло од овие мудрите девојки, тие рекоа, па не може да ви дадеме нашето масло, ќе немаме и за нас. Одете, барајте си во кај трговците, купете си. Меѓутоа, на полноќ сите дуќани се затворени веќе. Не е грабањето 50 на 50, кој знае колку е, ние сами не знаеме. Во оваа споредба испаѓа дека 5 девојки биле мудри, имале масло, имале Свети Дух, другите немале. Потоа има и споредба за доверените таланти. Тоа е одредени, ние викаме таленти или таланти, тоа е истото. Секој од нас има некои таланти. Некој го бива за едно, за пеење, некој за работење, некој за сведочење, некој за пишување, за пресметување, за и така натаму. Значи, се бара верност во службата. И од секој христијанин и од водачите на црквата треба да работиме со страф и трепет. Оти вика во 43 стих од Матеја 24 вика, но знајте го, ако господарот на куќата знае кога би дошол крадецот, тој би вардел и не би дозволил да му ограби куќата. Тој ќе дојде во час кога не го очекуваме. Но има знаци кои може да ни помогнат да знаеме. Значи, денот и часот. Пазите, денот и часот. Никој не го знае. Ама може би знае
Времето, приближно времето дали дојде. Песната рече, времето веќе наближи. Наближи времето. Значи, покрај ден и час има година, има десетлетие, има век. Ако се однесува на век, секако времето е настапено веќе. Значи, треба да добро интерпретираме Словото, па би знаеле повеќе нешто за кога. Добра интерпретација на... Треба да се проучува и познава. Светиот Дух помага, бидејќи тој Дух на вистината. Библиското пророштво треба да се проучува, да бидеме укоренети во овие вистини. Сега еден знак морална расипаност. Има ли морална расипаност во општеството денеска? Во цел свет. 2 Тимотеја 3 глава 1 до 5. Тоа е напишано пред 2000 години. Тоа е послание до Тимотеј. Но ова знаете го дека во последните времиња, значи последните времиња били уште тогаш. Ние сме сега последни денови на последните времиња. Ќе настанат тешки денови, луѓето ќе станат себелюбиви, сребролюбиви, самофалци, горделивци, хулители, непокорни родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници, на изглед побожни, од силата на Бог се одрекле. Денес состојбата е лоша. Ја надминавме Содома и Гомора, или предпотопната цивилизација. Доброто се нарекува лошо, а лошото се нарекува добро. Доброто се именува како фанатизам, нетолерантност, лошото се слави. Како се развива злото? Прво, злото се игнорира, второ, злото се дозволува, злото се промовира, злото се слави, се прегонуваат оние кои злото го нарекуваат зло. Дали приметивте, кога се донесува некој, не знам дали се донесува некој закони за родова еднаквост, не знам што, некои чудни работи, сака да направат некоја комисија која ќе суди, а ужасни казни некој. Што беше тоа толку важно? Значи, злото, ако го нарекуваш зло, ќе одговараш. Ете, тоа е, во такво општество живееме, цел свет живее. Четвртиот знак, дека е времето близу, и најважниот знак. Собирање на евреите од дисперзија после 2000 години растурени и враќање во нивната древната тковина, израелската земја, која Бог им ја вети и даде. Ова е најголемиот најважен знак. Интересно е следното. Кога сведочиш на некој човек и му кажеш дека Бог е суверен, Бог прави што сака, тоа неверниот не може да го разбере. Тој вика, абе јас правам што сакам. И така е, човекот прави што сака. Можам ли јас да дојдам во твојот стан и да почнам да ги превртувам столиците или масите? Па ти ќе речеш, ова е мој стан, јас тука сум ставил, тука ќе стои. А јас да велам, ова маса таму да стои. Тие на Бог му прават така. А во Стариот Завет има некои примери. Господ му вика на пророкот, оди кај грнчарот, види што прави таму. Како ако сгреши тоа што меша со глината, пак ќе грнецот што не е убав направен, ќе го смачка и нов грнец ќе направи. Нема ли Господ власт да прави така? Значи, Господ не е суверен, а човекот бил суверен. Значи, ако ние велиме Господ му даде на евреите земјата та и та, не сме Господ тоа да го прави. Јас ко ќе дам мојата земја, моите ниви, кому сакам ќе ги дадам. Значи, Господ не е суверен, а човекот е суверен. Не е ли тоа чудно? Претерано било да се каже дека човекот е грешен. Од тоа поголема грешност кај има. Сега, интересно е Езекијел 36, 37 и 38 глава да се прочита, кој има време да се прочита дома. Езекијел, тој е големите пророци. Во 36 глава се опишува состојбата на евреите. Интересно. Назад треба. Езекијел 36 глава. Дадена визија на суви коски во една долина.
кои ги представуваат израелците распрснати по светот, живеат без надеж за обнова на нацијата и државата и враќање во старата татковина. Во втората половина на 19 век евреите почнаа да размислуваат за своја посебна држава, како решение за нивните проблеми меѓу незаборците, бидејќи претрпуваа многу големи погроми од, така да речеме ние, народите, незнаборците, народите. Основаат сионистички сојуз во Базел, Швајцарија, 1897 година, под раководство на Теодор Херцел, 208 делегати од 17 земји. Програмата била да се организираат како да се вратат во старата татковина. Собирале пари, така, влијание и така натаму. Условите за тоа се остварија во текот на Првата и Втората светска војна. Во Езекијел 37 глава, Бог ги оживува тие коски, стануваат голем народ. Истовремено, со враќањето во старата татковина, Бог ги ја благословува и земјата израелска и ја прави погодна за живот. Може би нема да верувате, ама кој е посетил Палестина во турско време, кога таму владееше Турција пред Првата светска војна, па то било пустелија, туку малку народ живеело. Ако почне евреите да се заселуваат, почнаа дождови, зазеленија планините, почна да расти шума и полето да раја. Значи, тоа е пишува во 37 глава, благословување на земјата. 38 глава, се формира коалиција од народи кои не живеат непосредно соседство на Израел, кои напаѓаат и сакаат да го ограбат и уништат Израел. Денес ова веќе го гледаме да се остварува. Например, има сојуз Русија, Иран и Турција. Оти тие не се непосредно соседи. После основањето на државата Израел, води борба со неговите непријатели Исламот и арапите, тоа е вака со библиски речник, борба на Исак и Исмаел. Бидејќи Исак и Исмаел беа синови на Аврам, едниот од законитата жена Сара, другиот од слугинката Агара. И досега на чуден начин победува во борбите евреите. Ниједна борба не изгубија. Дори имаше една војна што траеше само 6 дена. Тоа беше 66 година, мислам. А каде го има тоа? Тоа е чудо Божјо. Во Псалм 83 се опишани борбите со околните арапски народи, а во 39 борбата со подалечните народи. Ја мислам ова наскоро ќе се случи. Овие и многу теолози викат борбата со околните народи заврши. Сега тие имињата на околните народи и на овие сегашни народи се малце како да кажа енигматични, затоа што иранците знаеме кои се, тие се персијанци. Да речеме кој е Тогарма, кој е овој, кој е оној. Меѓутоа историчарите знаат доста и го растумачиле тоа. Пут, например, е Либија. Етиопија, земјата што е јужно од Египет, така натаму. Интересно е следното, јас се плашам да не претераме со времето. Пророштво за прогонство на евреите има уште во Пета Мојсиева. Уште не влезени во ветената земја, Бог им дава благослови и проклества. Ако вика ме слушате, вака ќе ви биде убаво, онака ќе ви биде. Ако пак не ме слушате, ќе бидете проклети меѓу сите народи. Ако пак се во народите кај што ќе бидете се покаете и почнете пак да ме слушате, јас ќе ве обновам, ако треба, вика, и од небото ќе ве симнам, ќе ве донесам во вашата земја и ќе ве обновам. Тоа е, значи, Пета Мојсија 30 глава. Треба тоа да се чита од 1 до 10 стих. И не само тоа, на крајот вика, и кога ќе ве соберам и ќе ве направам пак народ, ќе ги казна вашите непријатели што ве мачеа. И секој што се случува, Бог тоа го ветува и го прави. Ова се случи ваква постапка при Вавилонското робство, кога израелците се вратија после указот на персискиот цар кој победи вавилонците, и тие
во книгата Естра и Нехемија се бореа, го градеа храмот и зидовите, со едната рака држеа меч, во другата мистрија да зидаат. Но ова расејување во 70 година од римјаните и во 123 година, за ова расејување Павле и апостолите не дозна, бидејќи скоро сите загинаа со насилна смрт. За ова расејување ние сме сведоци сега, дека евреите станаа пак држава. Интересно е ова 66 глава од Исаија, 8 стих и натаму, е предвидено чудното раѓање на државата Израел на 14. мај 48 година. Се роди држава во еден миг, откако преку радио дознале дека Обединетите нации донеле одлука да се одобри гласување на израелска држава на точно одредена територија во Палестина, собирот во Иерусалим на чело со Давид Бен Гуријан во рок на 1 час прогласил независност. Арапите не сакаа да прогласат независност затоа што беа љубоморни, сакаат целата земја да биде нивна. Наредниот ден 5 арапски држави со силни војски го нападна Израел, кој бил многу слабо наоружан, а сепак ги победил непријателите за кратко време. Цел свет се зачудил. Мојот покоен татко често пати кажуваше, јас бев, да речеме, дете, како многу интересно победувале евреите. Светот зачудил. Во 66 глава Исаја вака вели: кој слушна такво нешто, кој видел слично на тоа? Никне ли земјата за еден ден? Се раѓа ли народ наеднаш како Сион? Штото го почна се мачи во родилни болки, ги роди синовите своји. Зарем јас, кога ќе отворам утробата на мајката, таа нема да роди, вели Господ. Развеселете се во Иерусалим и радувајте се за него сите кои го сакате. Препорачувам да се чита тоа. Историјата на настанокот на израелска држава е многу интересна, ама многу малку луѓе ја познаваат. Тие како стадо, кој ќе каже некој уа по евреите, и тие исто викаат, без разум. Исто е, значи, многу интересна. А големите сили, што колку толку ги мачеа и овозможија на крај после Втората светска војна, преку Обединетите нации гласа сите да се оствари оваа држава. Меѓутоа, многу лоша политика водеа, бидејќи лицемерно, поготово Англија, и на евреите им ветуваше истото, и на арапите им ветуваше. А сето тоа ради желбата да има привилегии таму заради нафтата, која се види дека ќе биде многу важна и значајна. И така, од голема империја, која сонцето не заоѓаше за неа, сега стана многу мала. Зашто Господ се свети за неправдите. Мнозина кои денес се многу гласни во осудување на Израел не ја знаат ова историја и неправдите кои им се нанесени, кога им одредуваа се помала и полоша територија, бидејќи истовремено правеа политики со евреите и со арапите заради своите интереси. Најдобрите делови му ги доделија на арапите: Јудеја, Самарија, Хеброн, Ерихон, Газа и Витлеем, а другиот дел беше пустиња и маларија. Но евреите ја оживеа, а сега туристите избегаваат да одат во арапски места, не се сигурни. Интересно е што во суштина ниту арапите во целост, ниту палестинците сакаат формирање на своја држава. Тие всушност сакаат еврејска држава да не постои, односно да ја уништат, ама не можат. До сега во меѓународните дипломатски напори им се нудеше да околу 19 или 20 пати да има држава. Но тие неќеа. Сака целата за нив да биде, а сега пак гледате што се случува таму. Тоа е еден знак дека уште потешки работи се случува, бидејќи сега евреите рекла нема повеќе заедничка држава, вика. Ние таа политика, овие викаат, евреите викаат, ние ќе си тераме како што сакаме. Оние не ги гонат арапите, ама не им дава држава. А до сега им нудеа. Затоа си го даде и животот овој
Бегин ли, кој беше тој што го убија? Друго интересно прошло за судбината на израелскиот народ е во Еремија 31 глава. 31 глава, 35 до 37 стих. Се додека постојат сонцето, месечината и звездите, Израел ќе биде народ. Еве што вели. Така вели Господ, кој го даде сонце да свети дење, им даде наредба на месечината на звездите да светат ноќе, кој го обновува морето, кој броновите бучат. Господ Сава од името негово. Ако тие наредби престанат да ги применуваат пред мене, вели Господ, тогаш племето Израелово ќе престане да биде народ пред мене за секогаш. Ова значи дека Израел ќе биде народ се до новото небо и новата земја, значи до вечноста. Кога ќе нема ни сонце, ни месечина, ни звезди. Ќе нема нации и народи, туку само спасени луѓе. Еве да видим, овде има една шема, јас ја позедов од интернет, една друга проповед на некој човек. Еве. 7 седмици според Даниил 9 глава. Овде има зракова пушта? Овде имаме кога персискиот цар Артаксеркс дозволил евреите од Вавилон да се вратат назад, тука имаме 7 седмици и 62 седмици. Тоа се 173 и 880 денови. Тогаш доаѓа Месијата, пострадува и Светиот Дух, значи Месијата овде воскреснува, а Светиот Дух се спушта и стана црковното доба. Црковното доба трае додека дојде последната седмица, еден, така да се вкупно 70 седмици. Овде е грабањето, а овде е доаѓањето по една седмица во сила и слава и јадогодишно царство. После тоа следи големиот судски престол, кај ќе бидат судени луѓето, едни ќе бидат за огненото езеро, други за новиот Јерусалим. Ќе се направи ново небо и нова земја. Што би рекле, времето веќе не изгази. Зборот сионизам нема негативно значење. Сион е синоним за градот Јерусалим, односно за она ритче каде се наоѓа храмот, сега се џамиите. Затоа тоа движење сионизам значи има кај луѓето негативна конотација. Тоа значи дека треба да се вратат во татковината што била некогаш нивна. Тоа значи сионизам. Бидејќи Бог им ја вети таа земја нив. Бог ја дава земјата кога сака. Човекот никако не може да се помири со тоа. Интересно, овие предлагаат two state solution, peace and security. Имаше некоја проповед или нешто, некој ги снимил сите тие личности политички кои во Обединетите нации држат говор или негде вика peace and security, после некој друг таков ќе се појави. Имам peace and security. Али вака вика, кога ќе речат мир и сигурност, Светото писмо вика, ќе ги спопаднат маки како боловите трудна жена. А стално викат, peace and security ќе направиме. Two state solution. Али сега, верите да што викат? Two state delusion. Вика. Значи, delusion е нешто заблуда. Нема повеќе, вика, не даваме two state, готово е. И па сега, тоа нема лесно да помине. Нешто страшно ќе се случи. Сега да видиме за знаците, уште малце само, има интересни работи. Вака вели во Матеја 24 глава. Со смоквата направите споредба. Штом ќе се подмодат нејзините гранки и пуштат лисја, знаете дека летото е близу. Така и вие, ова се Христови зборови. Кога ќе увидите сето тоа, знаете дека е близу пред вратата. Вистина ви велам, нема да мине овој род, у некој преводи генерација.
Нема да биде помине оваа генерација, додека сето тоа не се исполни. Небото и земјата ќе поминат, а зборовите мои нема да поминат. Тоа е 32 до 34 стих во Матеја 24 глава. Што е сега таа смоква? Знае ли некој? Ајде да видиме што е смоквата. Ево овде има една табела. Во Светото писмо Израел е спореден со 3 видови дрва. Винова лоза, маслинка и смоква. Еве какво е значењето. Винова лоза има повеќе цитати, ама нема вместо, само 2 стави. Еремија, 2 глава, Псалм 80, символ на духовните привилегии. Значи, виновата лоза символ на духовните привилегии. Маслинка, во Римјаните 11 глава, Исаија 17 глава, символ на религиозни привилегии. Од маслинката нели правија масло за светење. Смоква, Хозеја 9 глава, Еремија 24 глава, символ на национални привилегии. Значи, дека ќе има држава. Значи, смоквата пушти гранки, дури плодови дава. Најака економија во светот имат. И огромна љубомора владе. Како може толку мала држава да има толку силна економија? И толку силна армија. Неверојатно нешто. И овие стихови 38, 39, 40. Зашто како што беше во деновите на пред потопот, јадеа, пија, се женија, се мажеа до оној ден кога Ној влезе во ковчегот и не узнаа додека не дојде потопот и однесе се. Тогаш ќе видат двајца на нива, едниот ќе биде земен, другиот оставен. Што значи зборот генерација, да видиме. Според некои теолози, немојте да мислите дека јас ова го измислив, јас сум го прочитал и го пренесувам. Оваа генерација која ќе увиди оживувањето на израелската држава, ќе го дочека Царството Божјо. Дали е тоа генерацијата на апостолите? Не. Според многу теолози, генерација е трајањето на човечкиот живот. Колку трае животот на човекот? Во историјата тоа било многу различно, зависи од состојбата на медицината. Битно е колку било во 20 век кога се формира израелската држава како најголем знак. А што вели Мојсија во Псалмот 90? 90 псалм се припишува на Мојсија дека го напишал и вака има еден стих. Животот човечки е 70 до 80 години, дури и нивниот суд е мака и несреќа. Овие младиве се во нивниот суд. А мака имаат само. Некој нема стан, некој нема, не знам, плата, некој. Тоа е животот, мака само. Може би треба, еве овдека колку е, пазите ова. Род и генерација, рекуме. Како да нема повеќе. Добро. Што значи, кај беше тоа? Што значи, да, род и генерација. Па еве, 48 година, ако додадеме 70, 2018, помина таа година, не дојде Господ. Ама сега има 48 плюс 80 години, 2028 година. Уште 3 или 4 години. А зошто 4? Па 9 месеци треба за бебето да... Животот на еден човек почнува од кога се зачне, не е од кога се роди. Затоа ако дочекате 28 година, Господ не дошол, чекайте уште 7, уште 9 месеци. Малце да бидеме комични. Добро. Некој вика ќе се случи во време среде големите маки или на крајот, но тогаш грабањето престанува да биде иманентно, тоа не е возможно. Како се утешиме сега? Дека, еве, Прва Солуњаните 5.9 вика, Бог не определи за гнев, туку да добиме спасение преку нашиот Господ Исус Христос. Затоа утешете се едни со други, како што и правите. Значи, Прва Солуњаните 5.9 вика, Бог не определи за гнев. Прво Солуњаните 1.10, да го чекате неговиот син од небото, кој го воскресна од мртвите, Исус, кој не спасува од гневот кој доаѓа. На земјата доаѓа гнев Божи,
Ама вика, вас ќе ве спаси од гневот кој доаѓа. Во Откровение 3 глава, 10 стих вака вели: ќе те зачувам од часот на искушението кој ќе дојде на целиот свет, да ги искуша оние кои живеат на земјата. Не вели ќе те ставам во искушение, него ќе те зачувам од часот на искушение. Значи нема да бидеш во искушението, а тоа искушение ќе дојде за целиот свет да се искушаат тие што живеат на земјата. Тоа е писано до Филаделфската црква која беше верна црква. Значи, тоа важи за верните цркви. И на крајот, што не загрижува, на интернет има многу лажни проповеди кои ги завидуваат христијаните. Смоквата не била Израел, викаат. Овие израелци не се вистински израелци, туку се хазари, така некои тврдат. Но да знаете дека пред 10 години они донесоа со авиони, не знам колку илјади, може 20.000 етиопски евреи, од Етиопија, црни се тие, и ги населија во Израел. Сега се откриваат жители во Африка, дури во Јужна Афричка република. Па дури некој има и во Јапонија што прават некои празници, тркалаат балвани во планина како да ќе го градат храмот на Соломон. За пример, ветувањето на Бог на Аврама, 1 Мојсија 12 глава, не било речено за Израел, вика. Не било речено за Израел. А што вика во 1 Мојсија 12? Бог му рече на Аврам: ќе ги благословам тие што тебе те благословуваат и твоето потомство, и ќе ги проколнам тие што те проколнуваат и твоето потомство. Веруваме ли ние во тоа? Или некои па проповедаат нема да има грабање? Добро, има и други знаци модерни, состојбата во црквата. Живееме во време на Лаодикијска црква, голем отпад во црквата. Црквата е место за забава, ја направија. Сите гревови што се во светот присутни, според некои статистики во Америка, например, разводи, абортуси, се скоро со исти процент присутни во црквата. Има голема конвергенција на пророштва. Појавата на роботи и вештачка интелигенција што го прави можно тотално контролирање на луѓето, остварување на она пророштво дека кипот на зверот ќе зборува и ќе бара поклонување од луѓето. Дечиња настапи задниот час, рече апостол Јован. Добро, пак е таа. И сега, што би рекле на крајот? Дали се радуваме што ќе замириме одавде? Или може би не? Имаме ли недовршени планови и проекти на земјата? Може би инвестиравме пари во нешто? Дали си купил дзев граволови и мораш да ги пробаш? Или си купил нова кола? Или сакаш да се жениш, мажиш? Или ќе градиш вила? Ноќта помине, иде денот, а ние сме синови на денот. Состојбата во светот нема да се подобри. Ќе биде од лошо во полошо. Но нашата вера не се заснова на состојбата во светот, туку на Божите ветувања. И евреите кои го преживеале Холокаустот биле скептични за добивање на држава, но само 3 години покасно тоа се остварило. Еве од Евреите 10 глава едни совети за христијаните, да го држиме исповедањето на верата цврсто, зашто вере на оној кој се заветува, и да бидеме внимателни еден кон друг, за да се потикнуваме кон љубов и добри дела, не изоставајќи од собранијата, како што некои имат обичај. Тука се поучуваме еден со друг, и тоа во толку повеќе што гледате дека се приближува судниот ден. Значи, најголема цел да бидеме грабнати, да не бидеме изоставени. А ќе има многу изненадувања. Сетете се на Лотовата жена. Секој сам нека се запраша, дали јас ќе бидам грабнат. Сетете се на лудите девојки. Нека зборовите од посланието од Тит 2 глава не бидат идеја водилка, зашто се јави Божјата благодат која носи спасение за сите луѓе
кој не поучува да се откажеме од безбожноста и од световните похоти, да живееме разумно, праведно и побожно во сегашниот век, очекувајќи блажената надеж и јавување на славата нашиот велик Бог и Спасител Исус Христос, кој се даде себе си за нас, за да ни избави од секакво беззаконие и да се исчисти за себе собствен народ, ревностен за добри дела. Толку од мене. Се една кратка молитва, аз ќе се заблагодарам на Бога и за вашето трпение. Татко наш небески, ти благодариме за тоа што си ти голем Бог, ти си верен Бог, ти си ветил големи нешта, Господи. Ти не мируваш, ти правиш се за доброто на оние кои те љубат. Ти, Господи, си спремил многу убави работи, убави нешта. Си спремил и си ја победил смртта прво, за себе и за нас, Господи. Не очекуваат убави нешта, грабењето, да бидеме во Твоето царство, Боже. Ти благодариме за тие ветувања, ти благодариме за тие утехи што ги даваш, за тие знаци што ги даваш. Господи, те молам сите во оваа црква да бидеме меѓу тие што ќе наследат Твоето царство, да нема никој изоставен. Сето тоа те молиме во името на нашиот Господ и Спасител, Царот од јудиното племе, Месијата Исус Христос. Во Негово име молиме и благодариме, Господе. Амин.